Zdravo, dragi prijatelji. Ova beseda ќе разгледаме два псалми, псалмите 42 и 43, кои всушност представуваат еден псалм во оригиналниот текст. Овие два псалми, според равинската традиција, припаѓаат на втората книга на зборникот псалми. Имено равините го делат целиот зборник псалми на 5 книги, според тематиката, тоа е според нивната поврзаност со 5 книги Мојсееви. Така, првата книга на псалми одговара на првата книга на Битие и темата во тој дел е Бог, создавањето, односот на Бог и созданието и така, крвопаѓањето, последиците и така натаму. И според таа поделба, 42-иот псалм и 43-иот се почетокот на втората книга на тој зборник псалми, во кој темата или тематски таа книга е поврзана со втората книга Мојсеева Излез и во неа се говори за, како и во книгата Излез, за Божјото спасение, тоест за Божјата интервенција во Божјиот народ, Божјото избавување во тешките моменти. И тоа, впрочем, е и темата на овие два псалми, или на овој еден псалм, бидејќи тематски представуваат една целина. Темата е увереноста во Божјото избавување. Овој псалм, според насловот кој стои во некои библии, како например во динамичкиот превод на македонски јазик и во оригиналните текстови, е посветен за водачот на музичарите, тоа е за хороводителот, за Кореевите синови. Кореевите синови се познато музичко семејство во древниот Израел, кои со генерации го воделе поклонението во Божјиот дом, во храмот, и еден дел од псалмите се и нивна творба. Тие се автори на една група псалми. Конкретно, овој псалм е за водачот на музичарите, тоест, може да кажем, за царскиот водач на поклонението. Во однос на авторството, според древната традиција, псалмот е напишан од Давид, кога тој се наоѓа во тешко време. Самиот контекст го препишуваат на моментот кога Давид е прогонет од земјата, од царството, од неговиот син Авесалом. Тој успева да ги собере незадоволните од Давид, да организира преврат и, барајќи да го убие, го протерува на еден начин од царството, така да на Давид му одземен престолот, народот е свртен против него, тој бега во страх, животот му е загрозен. И во една таква ситуација, на очај и некаква духовна депресија, Давид го пишува овој псалм. Постои едно друго толкување посовремено, според кое авторот е некој свештеник кој имал можност да ја води, да го води поклонението или некоја празнична церемонија во храмот. Затоа пишува, има елементи за тоа во 4-тиот стих. И сега тој свештеник се наоѓа далеко од Божјиот дом, веројатно е во робство во Вавилон и по-конкретно жртва на првата и најмногу втората преселба, кога храмот се уште во Јерусалим не бил разрушен. И според таквото толкување, авторот, копнејќи да биде повторно во Божјиот храм, а искусувајќи предизвици од непријателите, го пишува овој псалм. Во самиот вовед, како што кажав, се вели дека псалмот е маскил или по превод поучителен псалм. Има поука, дидактички е. Поуката е вклучена во еден троен рефрен кој се повторува во овие два псалма, во 42-иот и 43-иот псалм. Тој рефрен гласи вака: Зошто тагуваш, душо моја, и зошто си вознемирена? Надевај се на Бога, бидејќи јас пак ќе го славам, мојот помошник,
мојот Бог. Значи, целта на овој псалм е да не научи како да се справуваме со миговите кога не напаѓаат мрачни чувства, кога душата е вознемирена и натажена, тоест како да се одговори на прашањето на депресијата на душата, како да се справиме со тоа. Тоа е поуката на псалмот. И ако предпоставиме или ако земеме толкувањето дека Давид е ставот, дека Давид е авторот, ќе видиме како тој се справува со таа ситуација, не дозволувајќи очејот да го завладее. Тој наоѓа начини да се справи и ги опишува начините во овој псалм или овие два псалми, така што дава неколку инструменти, неколку техники како да се справиме со ситуацијата на очај. Давид не дозволува таа депресија да го надвладее, туку се спротивставува. И тука е многу важно прашањето каков избор што ние го правиме кога ќе паднеме во таква ситуација. Дали дозволуваме да се препуштиме на ситуацијата или се справуваме? Се предаваме ли на непријатните чувства и ги тераме сите да се чувствуваат мизерно поради нашата тешкотија, или се бориме, надевајќи се на Бог, т.е. градејќи една увереност во Божето избавување. Овој рефрен кој што го спомнавме, троен рефрен, го дели ова целина од два псалми на три дела, т.е. ни нуди три сцени во кои псалмистот споделува своји искуства и секоја сцена завршува со зборовите надевај се на Бог, бидејќи јас пак ќе се надевам на него, пак ќе го славам мојот помошник, мојот Бог. Првата сцена е представена во првите 5 стиха и започнува вака: како што кошутата копнее по водни извори, така и душата моја, Боже, копнее за Тебе. Понекогаш е тешко, ни требаат зборови како да ја представиме нашата состојба на очај, но псалмистот треба да признаеме мајстор во тој поглед. Тој својата состојба, така да кажем скратено, ја представува како духовна дехидрација. Вели, јас сум духовно дехидриран. И представува една слика од древниот Израел на суша. Од мај до септември имало години кога и било вообичаено воопшто да не заврна дожд и да завладее суша. Земјата спукува, а глетката на животни кои брефтаат, жедни, барајки вода, не била ретка. А пак кошутата која е земена овдека за пример, знае дека без вода нема да преживее. Кошутата знае дека е толку истоштена од жета, што само водата може да ја го спаси животот. И псалмистот својата духовна состојба ја представува и илустрира со една жедна кошута која брефта очајно, бара вода за да го спаси животот. Псалмистот знае дека во таа негова состојба во која што тоа се наоѓа, само Бог може да го спаси. Само Бог може да го реши неговиот проблем. И тој копнее едно такво заедништво со Бог кој ќе донесе и избавување, но и ќе донесе на духовна свежина во неговото срце. Во вториот стих авторот прашува кога ќе дојдам и кога ќе огледам лицето Божјо. И продолжува последниот стих каде што вели: соузда мој беа леп за мене и ден и ноќе, кога секој ден ми зборуваа каде е твојот Бог. Така, овие два стиха поврзани ни опишуваат на состојба и на во известна мера на сомнеш кај псалмистот. Зошто не доаѓа избавувањето? Се прашува кога ќе дојдам ќе огледам лицето Божје, зашто знам дека Бог е моето засолниште и дури и безбожниците ме предизвикуваат и провоцираат и каде сега твојот Бог да се спаси. Така, псалмистот се соочува со
odsustvo na Божja интервенција. Тој се моли, очекува и Бог го нема. Има такви мигови во животот. Да, многу се убави миговите кога се молиме и Бог веднаш одговара. И веднаш не крева. Но честопати Бог не прави ништо со нашите тешкоти. И тоа се миговите на отсуство на експресна интервенција и тоа се мигови на испитување. Испитување на нашата вера. И тоа нешто авторот го искусува овде. Неговата вера е испитана. И како што веќе го спомнав на 3 стих, за да стане ситуацијата уште понепријатна, тој пати од провокациите на непријателите кои му велат, кои го прашуваат каде е твојот Бог? И вели секој ден ми зборуваа, секој ден ме провоцираа, ме предизвикуваа. Каде е твојот Бог? Секојдневно тие го храня мојот сомнеш. И тоа беше причината моите солзи ден и ноќе да бидат леп за мене. И таа, воведот овој тој представува ситуацијата. И тоа, што прави? Се предава ли на очевот? Вели во 4 стих. Се сетив на тоа и ја излив душата своја. Кога чекорев со мноштвото, ги предводев до Божиот дом, при гласно воскликнување и прославување како на голем празник. Во оригиналниот текст псалмистот вели зима решение. Решив да се сетам на нешто. Да се сетам на некои мигови од минатото. Тоест, се сеќавам кога во минатото јас ја предводев церемонијата до Божиот дом, а народот одеше зад мене, гласно воскликнуваше, гласно прославуваше како на голем празник. Тоест, псалмистот решава да се сети на мигови во минатото кога Бог бил покрај него многу јасно, многу чувствително, многу реално, кога искусувал избавување, кога искусувал слава, Божја слава во неговото присуство. Може би тоа се моментите кога Давид се враќал од победи, одел кон Божиот дом да принесе жртва, а народот одел по него и него го прославил, и Бог го прославил, меѓутоа му оддавал слава и на царот. Давид решава да се сети на мигови од минатото. И сеќавајќи се на своите искуства со Бог, на Божјото дејство во неговиот живот, во 5 стих тој реторички ја прашува душата, разговара со самиот себе си, вели, зошто тагуваш, душо моја? Зошто си вознемирена? Надевај се на Бог, бидејќи јас пак ќе го славам, мојот помошник, мојот Бог. Тие реминисценции од минатото се причина да дојде увереноста во него и да каже, нема причина да тагувам. Бог кој спасува, Бог кој е верен, ќе ме спаси. Тој пак ќе ми даде можност да бидам во неговиот дом, пак да бидам пред неговиот жртвеник и да принесам пак жртва таму. И овдека е добро да си го поставиме прашањето, кои се мислите кои го исполнуваат нашиот ум кога сме така во притиснати, кога сме во тага, кога сме во неволи, кога депресијата доаѓа. Дали во таквите мигови може да си спомнеме за искуства со Бог, кога тој не избавувал, кога е покажал својата сила? Сме ли такви искуства во животот? И кога доаѓаат непријателите, противниците и почнуваат да предизвикуваат сомнеш во нас со прашањето кај сега твојот Бог? Можеме ли да им кажеме на таквите, а мојот Бог ја покажа верноста кон мене на крстот. Тој заради мене страдаше на крстот. Тој беше таму. Тој беше убиен. Тој умре за мене. И тој вети дека ќе биде со мене преку сите денови на мојот живот. До крајот на светот. И тој е со мене. Тој е верен Бог. Така да, кога облаците го покриваат сонцето, тоа воопшто не значи дека сонцето не свети. И кога облаците или таа темнина од неволи ни го сокрива погледот кон Бог, тоа не значи дека Бог не е со нас. И затоа добро помиговите на Оче да се охрабриме со Божите победи кои сме ги искусували во минатото. И ако Бог тогаш спасил, тогаш помогнал, Бог и сега ќе помогне.
Бог е верен. Спомените за Божјото избавување или Божите искуства во минатото, Божите сведоштва во минатото, ја крајат увереноста и сега. Втората сцена е од 6 до 11 стих. И овде ќе има уште една добра илустрација од пак древноста или од искуствата на авторот, на псалмистот. Во 6 стих тој вели вака: "Такова душата моја во мене, и поради тоа ќе си спомнувам на тебе од земјата Јорданска, од Ермон и од гората Мицар. Бездна повикува бездна со гласот на твоите водопади. Сите твои води и твои бранови навалија на мене." Давид или авторот си спомнува на моменти кога бил на гората Мицар или највисокото место на Ермон, на висоравнината Хермон, во северниот дел на ветената земја. И тоа искуство кога во пролетните денови, од изобилните дождови, водите се истекуваат низ висоравнината, од невисокото место, создаваат порои и така се дојава впечато како еден порој создава звук, одекнува и од другата страна доаѓа звук од друг порој, така да тие бездни се повикуваат со звуците што ги создаваат. Природата или созданието, она што Бог го создал, ја има таа мистерија на тајни гласови, тивки гласови со кои се довикува самото себе. Например, месечината го довикува морето, предизвикувајќи прилив и одлив. Или пак секој лето доаѓаат ластовиците од југ, си прават гнезда, положуваат јајца, израснуваат неколку мали ластовички и есента се селат 1000 километри на југ. Така да, со нечуен глас, северот ги повикува птиците лете, а пак со истиот глас југот ги повикува зиме. Тоа е илустрацијата што Давид овдека ја користи. Давид слуша како созданието се довикува или една бездна довикува друга бездна и тоа го подсетува на онаа довикување кое се случува меѓу Божјата длабочина или Божјата бездна и човечката длабочина или човечката бездна, меѓу Божјиот дух и човечкиот дух. Има еден оддек. И тоа е запишено во зборовите, во 7 и 8 стих. Бездна повикува бездна, со гласот на твоите водопади, сите твои води и твои бранови навалија на мене. И потоа продолжува: деня Господ ми ја покажува милоста своја, а јас ноќе ќе му пеам и ќе му се молам на Бога на мојот живот. Идејата овдека дека од Божјата длабочина, од Божјата бездна, од Божјата душа излегува глас која довикува човечката длабочина. Од Божјата длабочина излегува Божјата милост или гласот на Божјата милост. Тоа е ден и ноќе Господ ми ја покажува милоста своја. Има уникатна врска меѓу Божјиот и човечкиот дух. Има уникатна врска на заедништво и човекот е создаден од Бог уникатно во таа смисла. Таа врска што постои меѓу Бог и човек, тоа заедништво. И зборот што овдека го користи за милост, авторот е хесед, кој значи добрина, љубезност, нежност, една непоколеблива љубов. Од Божјата длабочина произлегува вик на милост кон човечката длабочина, а одговорот на човечката длабочина пак треба да биде едно славење, една молитва. Вели во 8 стих: дене Господ ми ја покажува милоста своја, а јас ноќе ќе му пеам и ќе му се молам на Бог на мојот живот. Оно како што птицата го слуша летниот глас на северот, така и ние во миговите ночи да се вслушуваме во длабочината на душата, во викот на Божјата длабочина, неговата љубов и верност кој како водопад извира од Божјата длабочина, а одговорот на нашата длабочина, пак нашата бездна е молитва и славење. Тоа е начинот на кој Давид овдека гради увереност во Божјото избавување.
врската што ја има со Бог. Милоста што Бог ја покажува и реакцијата на човечката душа кон таа милост. Во 9 стих продолжува некако таа агонија во авторот и вели: и ќе му рече на Бога: ти си моето засолниште. И ако си моето засолниште, пак зошто ме заборави? И повторно говори за предизвиците од непријателите. Зошто одам нажален додека непријателот ме притиска? Трошејќи ги коските мои, непријателите мои се подигруваат со мене, велејќи ми секој ден: каде е твојот Бог? Авторот прави едно нешто неколку пати во овој псалм. Дори тој самиот вели: ја излијав мојата душа. Ја излијав својата душа пред Бог. Не го држи она што е во него. Не ја затвора потиштеноста во себе, туку ја споделува со Бог. Ја излива својата душа и се што има во неа. Оно што можеме да го направиме во миговите кога имаме тежина во душата е да ја споделиме таа тежина пред Бог. Бидејќи Божјата длабочина, Божјата бездна, од неа извира милост, љубов, љубезност, разбирање. Знаеме дека ќе бидеме слушнати, знаеме дека ќе бидеме разбрани. Знаете, една стара поговорка вели: споделената болка е преполовена болка. А нема подобар начин или нема подобарна личност пред кого можеме да ја споделиме таа болка освен Бог. И така навраќајќи се на седницата, на врската што има со Бог, излевајќи својата душа пред Бог, доаѓа повторно рефренот на надеж. И со тоа завршува втората сцена. Зошто тагуваш, душо моја, и зошто се вознемирена? Надевај се на Бога, бидејќи него јас пак ќе го прославам, мојот помошник, мојот Бог. Третата сцена се 43-тиот псалм, 5 стиха, и во неа авторот некако ја достигнува и кулминацијата на очиот, но и обновувањето на душата. Тоест, кулминацијата на увереноста во Божјото исполнување. И вака почнува овој трет дел. Пресуди ми, Боже, и расправија тужбата моја против безбожниот народ. Избави ме од неправеден и лукав човек. И во вториот стих: бидејќи ти си засолниште моје, Боже, зошто си ме остварил? Зошто така одам нажален додека непријателот ме мачи? Значи, овдека е кулминацијата на очиот, или дното на кризата. Давид бара од Бог да пресуди правилно, тоест да подготви една тужба против непријателите, против оние што го обвинуваат, против оние што го предизвикуваат, зашто тоа е предаден и од најблиските. Неговиот дом се свртува против него, неговиот народ се свртува против него, непријателите го бараат да го убијат и го предизвикуваат и влеват сомнеш. Целосно се чувствува отворен од сите. И за да биде ситуацијата уште по непријатна за него, т.е. очиот за да биде поголем, Давид повторно се навраќа на поштеност од Бог и вели: иако, или во нашиот превод бидејќи, на оригиналот би требало да биде: иако ти се засолниште мое, Боже, ти ме отврли. Ако ти си моето засолниште, зошто си ме отврлил? Тоест, Давид се чувства напуштен од сите. Не само од своите најблиски, не само од народ, туку дури од самиот Бог. И тоа е најголемиот тест за верата. Знаеш, викаш кон Бог, а тој како воопшто да не те слуша. И Давид се наоѓа од таква ситуација, но она што е карактеристично од целиот псалм, како што веќе неколку пати повторивме, па дури во миговите на овој најголем очај, тој не се предава на депресијата. И го прави последниот и можеби најсилниот чекор да се справи со неа. Вели во 3 стих: испратија твојата светлина и твојата вистина да ме водат и да ме доведат во твојата света гора и во твоето живеалиште. Давид ја бара Божјата светлина и вистина. А во псалмите овие два збора го означуваат Словото на Бог.
Истина и светлина. Па и дури во Давидовите псалми, Божјото Слово е представено како светлина. Добро е во миговите на неволја да се подсетиме на Божите дела на милост, како што тоа е во првата сцена. Но она што тој го правил во минатото. Многу е корисно да се повикаме на таа нераскинлива врска на заедништво што постои меѓу Бог и нас. Меѓутоа, ништо нема да ни помогне во таа мера во обновувањето на нашата душа, како што може тоа да го направи Словото на Бог. Во еден друг псалм, псалмот 107, 19, 20 стих пишува: во тагата своја повикав кон Господа и тој не спаси од неволите нивни. Го испрати своето слово, не излекува и спаси од пропаст. Ете, кога сме отпаднати во духот, најдоброто нешто што можеме да го направиме е да се го отвориме Словото. И тоа ќе го излекува нашата душа. Зашто секој збор што излегува од него е како мелем во срцето. Обично во таквите мигови Словото говори најсилно. Тоа е искуството што Бог го споделува. Низ тие темни облаци на потиштеност, Давид гледа напред со надеж дека повторно ќе го слави Бог во неговиот дом. И тоа е заслуга на Словото, на онаа увереност што Словото ја гради во него. И затоа со овие зборови завршува овој трет дел. Со една увереност, и ќе пристапам до Божиот жртвеник, до Бога. Мојата радост, на харфа ќе те славам, Боже, Боже мој. Тој веќе е сигурен наполно. Словото му дава таа сигурност, дека ќе биде повторно во Божиот дом, ќе биде до Божиот жртвеник, ќе биде во Божиото присуство, ќе го слави тамо Бог повторно на харфа, ќе ја искуси реално Божјата близина. И тој троен рефрен завршува с истиот оној повик за надеж. Зошто тагуваш, душа моја, и зошто се вознемирена? Надевај се на Господа, Бога бидејќи Него, надевај се на Бога бидејќи Него, јас пак ќе го прославам, мојот помошник, мојот Бог. Давид завршува со една увереност. Увереност дека Бог сепак ја контролира ситуацијата. Ништо не е сменато. Тој се уште е во истите околности. Се уште е истата опасност, но нешто е сменато. Смената е внатрешната состојба на Давид. Тој не знае како Бог се ќе промени. Тој не знае како ќе промени, но знае дека Бог ќе промени се. Веројатно солзите уште биле на очите на Давид кога тој го пишува овој псалм, но едно е јасно. На крајот од тој псалм излегува со обновен дух, со ново искуство. И на крајот, која е основата на неговата увереност? Се повтара 3 пати фразата: надевај се на Бог. Псалмистот, всушност овдека ја потврдува онаа вистина што е кажена од Исаја во 40 глава 31 стих. А оние кои се надеваат на Господ, ќе ја обноват силата своја, ќе кренат крилја како орли, ќе трчаат и нема да им биде тешко, ќе одат и нема да се уморат. Но оние кои се надеваат на Господа, нема да им поткликнат колената. И кога е тешко, ќе продолжат да одат, ќе трчаат, нема да се уморат, нема да паднат. И кога ќе паднат, ќе се кренат во увереноста во Господ. Таа надеж е основата на увереноста на авторот, основата за прославувањето на Бог, уште пред да дојде реалната промена. Тешките мигови во животот се неизбежни. Меѓутоа, ако се држиме за надежта во Господ, ќе бидеме како воз кој влегува во тунел. Може да биде темно. Може тунелот да биде и подолг од колку што сме се надевали или што сме очекувале. Но ако се движиме по шините, ако се држиме за надежта во Бог, на крајот ќе видиме светлината. Со Бог секогаш има излез. Надевај се на Него. Амин.